Прва битолска интернет телевизија Пеланет, интернет радио Пеланет, БТ топ продукција. Добар ви ден, почитувани гледачи низ цела Македонија и низ целиот свет, затоа што нашите емисии се емитуваат на YouTube и на Facebook, па така се достапни за сите кои што сакаат да не гледаат. Прва емисија во новата 2014 година, во убав амбиент, во 2024 година точно, 10 години се подмладив малку. Се наоѓаме во прекрасниот амбиент на реновираниот ресторан Бриони во старата битолска чаршија и нормално како за прва епизода ексклузивен гостин господинот Самка Ибраимовски, претседател на партијата за целосна еманципација на ромите во Македонија. Добро ни дојде во Битола. Денеска имаш средби со твоите роми. Ќе им објаснуваш за големата победа која што ти со твоите соработници ја извојувавте, а која што е од интерес на сите граѓани, не само на ромите. Како почна целата таа иницијатива да се заинтересирате баш околу проблемот со извршителите? Прво, добар ден на сите битолчани. Битола е град кој имам доста спомени од овој град, имам доста пријатели и во делот на бизнисот и во делот на пријатели мои од Битола кои долго години се знам со нив. Па видите, ова не е од денеска почнато, ова е уште кој бев пратеник во 2011 година. Јас предложив во собранието еден закон во врска со закон за обликација, односно за старување на долговите на граѓаните, бидејќи во секој закон имаме застареност, во кривичниот закон, во управата за јавни приходи и во други законски одредби, и затоа предложив едно вакво решение каде што рачунам да му помогнеме на народот. Јас од секогаш сум се декларирал како социјален пратеник, бевте и министер за труд и социјална политика, нели? И продолжувам со тоа да работам и цело време тоа го поддржувам и го работам во делот да не вика некој да им помогнеш на сиромашните, не да им помогнеш, да го излечеш од сиромаштија работа. Тоа е најголемиот проблем, да се излече народот од сиромаштија, а да го оставиш сиромашен и интервентно да му помагаш со некои работи, тоа сметам за мене дека не е решение за таа категорија на граѓани. И затоа се фативме со мојот тим, со Ана Глигора, Маријан Ненов и Маријан Ристевски од синдикатот на Македонија, и поднесовме истото, во собранието, меѓутоа благодарност до Митрески, координаторот на Социјалдемократскиот сојуз, го пушти законот во процедура и каков таков законот го изгласаа пратениците. Председателот го подпише законот, бидејќи од него страна беше ветено во неговата кампања дека ќе се залага за извршителите, и тоа го направи, го подпише законот, се излезе во службен весник и дојдовме до во една ситуација да извршителите не го почитуваат законот. Так, имаме закон кој што не се почитува. Тоа е нонсенс за мене лично, јас не сум правник, јас сум економист по струка, меѓутоа да не почитуваш нешто што е изгласано од најголемиот законодавен дом, тоа е собранието на Република Северна Македонија, да не го почитуваш тоа, а да одлучуваш сам како што ќе ти тркне тебе, тоа веројатно имаше некоја поддршка од страна на... Тоа се ставаш веќе над законите? Да, над законите. Мислам дека тука ќе има доста работа јавното обвинителство, и во меѓувреме народот си го бараше своето, даваше барања, ги одбива народот, некои судови решава во полза на граѓаните, некои судови ги одбива барањето и чека некоја одлука да донесе Уставниот суд. Јас само кој поднесе пред Уставниот суд? Па видите, сега поднесува 15 иницијативи. Од тие иницијативи 15 поднесува Адвокатската комора, Комора на извршители, ЕВН, Комора на банки, приватни значи многу незадоволни од... Да, ЕВН Хом, дел Скопје, Електродистрибуција дел Скопје, ЕВН Македонија Електродистрибуција дел Скопје, Ѓорѓе Андов од Куманово, ЕВН Македонија акционерско друштво, ЕВН Хом исто друштво од Скопје, после Електродистрибуција дел Скопје, друштво и дистрибуција дел електрична енергија,
ЕВН Македонија, Македонија дел Скопје, Македонија Телеком, Стопанска комора на Република Северна Македонија, Синиша Станковиќ адвокат, Македонски банкарска асоциација, Друштво за производство хидротерма и така натаму. Так. Дали тоа значи дека најмногу беа спорни сметките за струја, бидејќи најмногу во тој сектор гледам реагираат? Па видите, не само во струјата, во делот на струјата. Видите, имаше тука една злоупотреба од страна на ЕВН, а и на другите институции. Секоја сметка од вода или од ѓубре или од струја, ако една година не си отужен, Таа застарува. Так. Меѓутоа Во пракса не е така. Во пракса не се применуваше тоа и така да и ЕВН и она го народот го тера, бидејќи маказите беа кај нив, им ја исклучува струјата и ги условуваат да праќат или да подпишуваат некакви договори на повеќе рати, што лично сметам дека тоа не беше добро и тоа го прават и денеска. Меѓутоа сега со овој закон, што го чекаа они дека Уставниот суд ќе го поништи овој закон, Уставниот суд на Република Македонија останува во примена законот за измени за облигациони односи. Тоа пред неколку дена се случи. Ова значи дека не се прифати наводите на подносителите на 15 иницијативи кои за овој предмет беа поднесени до судот. Така. Значи, една голема благодарност до сенсот и разбирањето на уставните судии, посебно на председателката која бев присутен на таа седница. И такво образложение мислам дека ретко кој судија може да даде и да ги штити граѓаните. Дали имате некоја општа бројка, некој податок, колку луѓе ќе се спасат од извршителите со оваа одлука? Дали има некоја цифра? По наши некои сознанија и по сознанија на Народна банка имаме негде околу 200 и нешто илјади блокирани сметки. Дел од тие граѓани имаат и преплатено долгот, остануваат некои камати што во овој закон има, значи, и застареност и не смее каматата да биде поголема од главница. Тоа е едно што мислам дека се направи и тоа е добро што се направи и граѓаните ќе ги ослободиме од немоќта на плаќање. Во самиот закон на облигациони односи, стариот закон на облигации пишува дека немоćниот да плати финансиските проблеми што ги има, треба да се најдат решение како да се тој човек спаси, односно и ослободи од тие давачи. Так. Тоа го има и во другите држави, ние сме го анализирали, има во Словенија, во Германија, во Шведска, сегде има, само кај нас тоа не се применуваше тој закон. И во стариот закон стоеше дека 10 години има застареност, меѓутоа судиите не го применува во пракса и тие си носеа одлуки дека тоа е кажано 10 години, меѓутоа не е дефинирано како и кога е почнува застареноста. Со овој закон сега, тоа мене ме потегна најповеќе, со овој закон сега се дефинира точноста од почетокот на извршувањето. Ако заминале 10 години, тоа се вика апсолутна застареност. Так. Има и 5 години. Ако доверителот во рок од 5 години по добиената правосудна пресуда не го даде на извршител, го дава на 6-та година, тогаш и тој предмет. И тоа е застареност веќе и не е предмет. Така да има и таква и предмети кои вршиле злоупотреба, што подолго ќе седи, повише камата ќе земе. Так. Меѓутоа дојдовме до овој степен сега имаме, очекуваме деновиве собранието донесе автентично толкување на овој закон, што ќе го подкрепи сите овие работи што извршителите и понатака извршителите не го почитуваат. Законот дека ние си имаме наш закон за извршители. Меѓутоа едно треба да им биде јасно и на извршителите и на судиите дека во Македонија најголем законот е закон за облигации. Так. И тој закон треба да се почитува. Тој закон е донесен, изгласан, се работи околу тоа и се што се закони во Македонија се од закон за облигации. Так. Ајде вака, од човечка гледна точка, какви беа емоциите кај вас кога на седницата се донесе ова одлука, на седницата на Уставниот суд на која што вие присуствувавте? Вие сте емотивен човек, поранечен музичар, пишувате афоризми, пишувате и други текстови, значи претпоставувам како се чувствувавте во тој момент на победа на даден систем? Видете, имаше дискусии од повеќе судии од Уставниот суд. Имаше две судики кои беа категорично
и безобразно кажано, Аха. категорично и безобразно искажување на барањата на олигарсите, овие 15 олигарси. Така. И они ги поддржаваат таквите работи, не го гледаја дека ние според устав сме социјална држава. Така. Значи они треба да имаат тие се уставни суди, тие треба тоа да го прво као најосновна работа треба да видат уставот. И затоа е уставен суд. Да видат во каква состојба се на граѓаните. Социјална држава треба да се помогне. Меѓутоа тие беа толку реков Безчувствителни? без никакво чувство нема за Така. својот народ. Иако тој народ ги донел таму кај што Точно. седат туни. Меѓутоа другите судии имаја конструктивни дискусии Мгм. и точни и прецизни и сите беа го поддржаа законот за облигации. И на крај од сумираните дискусии на судиите пресаделката на Уставниот суд Кацарска даде едно образложение кој им одговори на сите судии што кажуваат во текот на нивното излагање дека ова вака е, ова така беше тоа образложено И колку професионално, спрема колку правно. беше резултатот при гласањето? Мислам дека беше 7:3. Мгм. Мгм. Значи голема победа. Голема победа. И сега ние победата е голема и народот се јавува секој ден, прашува што понатаму, како понатаму. Затоа и вие тргнавте низ Македонија. Да, еве, ја Денес денеска во Битола. прв во Битола сум почнувам, после одам во Кичево, па во Скопје ќе има голема дебата. Мите, еве, сега сакам и вашите гледачи. На убав ден сте тука, на На убав Василица, ден, на Стара Нова во година. пресред на Стара Нова година, Да, така. сакам да ги известам битолчани кои ми се јавува, има тука доста од битола кои ми се јавува во врска Така. со овие извршители, сакам да ги информирам дека извојувавме една победа која ги победивме 15 олигарси кои диктираа во државата што треба и како треба да се направи. Меѓутоа, благодарение на црстата определба на уставните судии, благодарение и на пратениците на собранието, го изгласа овој закон и затоа сега очекуваме во овој период да сите поднесете барања до извршителите за прекин на постапка поради апсолутна застареност според законот за облигации, односно членот 38 од законот за облигациони односи. Така. Да поднесете барање доколку и понатака извршителите не постапуваат. Нема што да чекате, кривична пријава до јавното обвинителство и жалба до апелациониот суд. Сметаме дека со ова што не го прифати уставниот и автентичното толкување што ќе го добиеме во овие изминати денови, ќе биде подкрепа на она сите што бараат граѓаните и треба да бидат храбри и одлучни и да постапуваат и да не се плашат да им дадат кривични пријави на извршителите затоа што по два основи не ги почитуваат овај закон за облигации. Прво, злоупотреба на службена должност и второ, имаме луѓе кои имаат пресуди, правосилни добиени, а не го почитуваат судска одлука не ја почитуваат. Меѓутоа, според член 377 од законот, казнениот закон, убаво јасно пишува: доколку не се спроведува судска правосилна одлука, следува парична казна и затвор од 3 години. Па дека му е мислат сега. Па сега дека му мислат. Така, ова дали ви дојде како кец на десетка во однос на тоа што сме и веќе изборна година? Па видите, не кес на десетка, ја ова се борам и понатака се борам исто. Ја имам. Ама ќе имате еден аргумент плюс пред вашите Да, идни да. гласачи дека Има. сте биле активен, сте Имам. постигнале нешто. Имам уште идеи што треба да се направат во делот на извршениот закон. Да, меѓутоа тоа ќе причекаме после избори да дадеме да не може извршителот да стави хипотека на долг од 100-200.000 денари, што е одземале куќи за 100-200.000 денари. Да, низ цела Македонија. Да се не може да случува стави ова. прибелешка на имотот на должникот. Мгм. Туку да најде друго средство, друг механизам како да ги наплати тие работи. Така. Затоа имаме ние тука добиено, јас сум имал ситуации, тоа не можем да ви обясним, тоа е страшно, жалосно, да жена од 200-300.000 ја изгубила куќата, што ја земена куќата за 300.000 денари. Така. Еве, сега имам случаеви каде што со овој закон што го донесовме и ова што се случува сега со Уставниот суд дека години, они сега интензивно работат како да дојдат до пари, да го исицат крајните напори прават, како да го исицат народот да му иземат парите. Така. И втората работа што ќе предложам, Мгм.
доколку бидам избран од народот нормално, Така? дека извршителите да не постојат во Македонија. Да се вратат во рамките на судовите? Во рамките на судовите или во управата за јавни приходи, како што беше порано. Така. И така сметам дека е најреално, а не да се богатат поединци, бидејќи сега, после ова две работи што ќе предложам, тоа е третата работа, ќе предложам да се направи ветинг на сите извршители, кои биле пред да дојдат во таа функција, а кои се денеска и каков имот поседувале пред и после тоа. Само така, со таква правила ќе можеме да донесеме резултати и она што го барат граѓаните. Па за некои извршители од Скопје се зборуваше дека заработуваат милиони и то во евра. Па тоа е не милиони, него сите кои дојдоа, прво кои го отворија канцелариите беа под кирија. Сега секој еден извршител има по 2 стана, коли, ниви, хациенди купени, тоа е нешто несфатливо. Јас имам кривична пријава дадена на 20 извршители. Еве јавно кажувам дека јавното обвинителство треба да постапи кон тие 20 извршители и да го провери нивното богатство. Кои се тие луѓе, од каде толкова пара? Тоа е невидено. Меѓутоа јас, без разлика дали ќе бидам пратеник, нема да бидам, или ќе бидам некој друг нешто. Овие 3 работи со мојот тим што работиме, со Ана, со Маријан Христијански и Маријан Ненов, ќе продолжиме да ги бараме овие 3 работи. Ветингот, најосновната работа што го вети Изаев, а не го направи. Тој го вети во судството, вие сега ќе се... Па исто и за судите ова ќе важи, и за судиите, не само. Не само овој ветинг специјално направен сега поради извршителите, затоа што голем дел од нив се станеа драстично богати луѓе во Македонија. Можеме полека да го привршуваме нашиот денешен разговор, значи се уште не е утврдено со која партија ќе коалицирате или дали ќе настапувате сами, како што кажавте, утре е денот кога ќе се видите со вашите соработници, со раководството на партијата и ќе ја донесете одлуката. Конечната одлука, да. Ние следната недела имаме овој извршен одбор. Иако имаме големо незадоволство од страна на партијата, може и да се случи да и сами да одиме на избори со граѓански концепт, со моделот како што го направи докторот Несторовиќ во Србија, така и ние да бидеме пцер со граѓанските организации. Така. Може и така да биде, па ќе оставиме да одлучат. Значи сите варијанти се отворени. Да, ќе оставиме да одлучат. И пак имаме тука луѓе кои во партијата кои имаат искуство во политиката и кои може да направат. Ние бевме за таа отворена листа и една изборна единица, како што беше моделот направен во Косово, отворени листи, не влезе првиот, влезе последниот. Така ќе се случише кај нас, меѓутоа големите партии тоа не го прифатија и остане и оваа година и овие избори да идат по старите модели. Не би било... Иако народот не е задоволен ниту од едната, ниту од другата страна. Не би било во ред, кога имаме председател на ромска партија, да не поставиме прашање во каква е состојбата на животот на ромите моментално? Ваша проценка, како живеат овие луѓе? Ромите се оставени сами на себе. Тоа е најголемиот проблем. Ја бев министер. Ако може да се надоврзам како подпрашање, не бевте задоволни и од бројката која што на пописот се покажа. Која е вашата проценка од терен? Колку роми има во Македонија? Сега отворивте една ситуација каде што малку ќе кажам некои работи што ние планираме да направиме, тоа уште не го одлучивме. Меѓутоа ромите се оставени сами на себе. Јас бев министер и само што почнав да нешто ги подобрувам работите, моделот, еве ќе кажем во Битола, постави вода, скоро цело брдо горе ископано. Љубој на улицата, ставивме бекатон плочки со градоначелничката. Неколку улици беа направени во Кујчево, неколку трансформатори, 2 донесовме во Битола, тука во Бајрот горе. Неколку улици направивме во Бераво. Неколку улици направивме во Штип, во Кочани, сегде помалку направивме и направивме... Так, во населби каде што живее ромско население. Обезбедивме средства за 20 куќи да се направи во Кочани, каде што живеат во домот во Асно. Так. Меѓутоа, кај отидеа тие пари? Што е направено? Куќите не се направени. И тоа е факт дека не се направени куќите.
Јас планирам денови така да одаме на посета до Кошани и да го прашам градоначалникот кај се тие пари кои беа наменски наменети за изградба на тие 20 куќи. Вие многу пати обвинувавте дека има голема проневера и од граѓански организации низ Македонија и од сојузи на пари, ама велевте не е сега моментот да обелоденам. Кога ќе биде моментот? Па видете И за колкави суми се работи? Еве ќе ви кажам, значи ако некој ја упропасти ромската политика, тоа се невладините организации. Тие добија огромна сума на пари, кои поединци се збогатија и парите ги ставија во своите джепови. Значи, Тоа беше периодот на ромската декада или случувајќи го и тој период? сите проекти што се направени и тоа и натака, тоа е негде околу влезели се во Македонија околу 28 до 30 милиона евра пари. А резултат? А резултати се, како што гледате, кај сме, тука сме. Значи, погрешната политика и на владата, која се свртина кај страната на невладините организации, затоа што тие имаја паре, и како да дојдат до некои финансиски средства, тоа го направи владата и сегашната влада, и уште сакаат така да работат стојци. Нема да има резултати. Со арам пари не се бива ништо. Така е. Тоа е што треба да се направи во оваа држава. Има политичка партија, има народ кој стои под една партија, а поради невладините организации кои уште покушаваат со пакети и со ситни работи да ги излежат под кубодови, и затоа ромите остануваат во тоа кај што сме денеска. Значи, најголемата гревота е што ги злоупотребуваат ромите со објавување на некој си семинар правење, ќе го земе 2 дена во некој хотел и ќе му даде да јаде да пие, проектот завршил, сликите ги сликаат, парите во джеп, заврши приказната, ромите остануваат тука кај што се. Без инфраструктура, без една струја, без вода во одредени места. Кажав, ја кој бев министер, почна да работам нешто и доста успешно. Бев еден поуспешните министри кои успеа да направи подобрување на состојбата на ромите. Што беше причината што не ни дадоа во наредната влада да бидам министер без ресор за подобрување, затоа што ја интензивно барав да се тоа изгледа Па сега не нема му ни одговараше. турчин, ни ром министер, колку што знам во оваа влада. Не му одговараше некому ова работа што работат. Владата е скроз бинационална во моментот, актуелната. Не, бинационална е. И државата е бинационална затоа што тука- никој не спомнува роми, турци, Тука, не. срби, Тука, власи, некако. Овде треба да си или македонец или ром ако сакаш да се вработиш. Иначе друго нема шанса друго. Тоа е најголемата катастрофа што е направена во изминатиот уназад. Може ли после изборите да се промени нешто? Видете, Кои се вашите предвидувања? Или ја ќе си немам- останеме тука каде што сме и се додека ние не сватиме дека судбината е да живееме заедно, и се додека некој еден албанец не видим дека ќе стави македонско знаме на неговиот конгрес кој ќе го прави, и се додека некој на било која прослава ќе стави македонското знаме, да го цените ја државот кај што е, ние нема да имаме просперитет. Тоа е најголемата срамота што се прави. Ти си во политика, си во власта, одржуваш конгрес, не го почитуваш државното знаме на Република Македонија. Тоа за мене е нонсенс. Ја не се слагам со таква политика. Најдолни граѓани во држава се ромите. Кој сака нека збори, кој сака нека каже. Нити бараат нешто, живеат мизерно, ги оставија на цедило, нити некој бара да му помогне да му направи. Абе ти не, кажав преска ја, не ја да му помогнем на сиромове, да го излечем од сиромаштија. така е. Да не биде сиромав. Тоа е овдека поентата на моја, ја што се борим. Да го излечем од сиромаштија. Секој бара комшија да биде на негово ниво, да нема проблеми и тога и се ќе биде окей. Меѓутоа ти да диаш кредити за спортски хали правење низ цела држава, да дигаш кредити за било што давање, за еден ден давање по милиони евра за субвенции што ги дали на 30 години тамо на субвенциониране, а да не можеш да дигнеш еден кредит за еден народ кој е запоставен, кој тоне, едноставно тоне. Не можеш ти него сега одеднаш да го дигнеш од она. Прво, не си го образован. Тој не е образован, не знае што да каже, не знае ни закон некој, дали ово донесено, дали тоа.
злоупотреба некњали имаше нели пред некој ден тука дошле во Битола, собирале потписи по 500 денари давала некоја партија за да добие да регистрира партијата. Мене ми се јавија, не знам дали контактирав со тебе, ама меѓутоа ми каже дека 500 денара давале за потпис да регистрира партијата некоја партија, не знам чима била, како била. Тоа е се работа со ромите. Нажалост, тоа се случува. И многу е опасно што и ромите нагло почнаа да излегуваат од државата. Што се заминати во Швајцарија, во Германија, да. Така, барајќи чари екзистенција. Па сега вика немаме ние работна снага немаме во Македонија, мораме да не, па че немаш. Тебе да мислиш ти. Не може денеска да ти работа некој тебе за 200 евра физичка работа од сабаре до вечер, а ти да му дадеш 200 евра, а добија 5000 евра, 5000 денара, 6000 струја. Не може. Затоа ќе дојдеме до оваа ситуација. Ако нема економска политика, ако нема водење грижа за сите и да се почитува уставот како што е напишан, социјална држава ти треба да се, а не да направиш социјален мир. Социјалниот мир е загуба за државата. И привремен. Нема, не, тоа е загуба за државата. Ако ти немаш капитални инвестиции, што после 2-3 години ќе ти се вратат назад, и тоа се пари, а сакаш да направиш социјален мир само да бидеш на власт, ништо не правиш. Јас ќе се залагам за овој народ македонски, бидејќи живеам во држава, со колена уназад, моја баба ми имаше 110 години кога умре, значи ја имам колено и колено наназад. Јас сум македонец со ромско потекло, ќе работам за државата, ќе ја почитувам и ја почитувам и законите и уставот на Македонија. Нема да дозволам никој држава да ја уништува или да поединци се богатат на начин на државата. Многу убав разговор направивме, мене ми е чест што конечно се запознавме, нели имавме едно пишувано интервју за нашиот портал, ова е нашето прво, но не и последно видео интервју. Се надевам дека пред изборите ќе можеме да се видиме повторно при некој од вашите посети на Битола. Сигурно. Тогаш ќе имаме многу повеќе теми, многу повеќе време за разговор. Вас ве чекаат луѓето да се сретните, да се видите. Почитувани гледачи, имавме чест во првата емисија од 2024 година. Јас само ви кажал на крај да ги поздравам битолчани, моите пријатели, што ме знаат тука, а ги има доста многу, да им честитам новата година, стара нова година денеска, Василица, Паришката кај кој ќе прави да ќе падне, да имаат здравје, беричет, късмет и успех во 2024 година. Ви благодарам. Значи наш и ваш денешен гостин беше господинот Самка Ибраимовски, председател на партијата за целосна еманципација на ромите, поранешен пратеник, министер за труд и социјална политика, човек кој бил на повеќе функции и еден од претендентите, се надевам, за пратеник во новиот парламент. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш. Се гледаме ние на нашиот YouTube канал БТ Топ Продукција, а ова интервју ќе можете да го слушате, значи прво гледате на интернет, а потоа и слушате на нашето интернет радио Пеланет.